Почитувани граѓани, буџетот за 2023 година го донесовме на 26 декември 2022 година по 10 часовна расправа во Советот на Општина Карпош. Од она што ние го предложивме заедно со општинската администрација, советниците има 18 амандмана, од кои што 12 веднаш беа прифатени, за останатите 6 имавме расправа скоро 10 часа, но на задоволство на сите го донесовме буџетот во висина од 519 милиони денари. Со задоволство можам да кажам дека буџетот е развоен. Второ задоволство кое што можам да изразам е дека готово во целост ја остваривме нашата замисла да 2022 година биде стабилизациона, односно од 5,5 милиона евра долг на крајот на 2022 година, односно еве денес на почетокот на 2023 година ние имаме уште 10 милиона денари долг, односно уште 160.000 евра. Од 5,5 милиона евра имаме уште 160.000 евра, што е занемарливо. Значи го стабилизиравме буџетот и сега подготвивме еден развоен буџет, каде што некои ставки од буџетот драстично се зголемени во однос на претходните години. Па така, за општинската зграда минатата година сме имали издвоени само 3 милиона, сега издвоивме 22 милиона и 500. И јас очекувам дека со овие средства ќе бидат достаточно да го направиме приземјето и првите два ката. Драстично зголемување имаме и кај фасадите, издвоивме 18 милиони и 500, претходната година имаме 0 денари предвидено. Драстично зголемување на ставките во буџетот имаме и за училиштата и за градинките, од 5 милиона сега имаме 15 милиони и 700, тоа е значи за три пати зголемување. Односно за електрични инсталации за 3,5 пати сме зголемиле, за фасадите сме зголемиле значи од 0 на 18.500. Исто така за фекална и атмосферска канализација за повеќе од 3 пати сме зголемиле, од 3 милиона на 10 милиона, како и општинската зграда од 3 милиона на 22 милиона, значи негде 7,5 пати имаме зголемување. Покрај тоа, зголемување имаме и кај одржувањето на улиците од 4 милиона на 7 милиона денари. Зголемување имаме и кај одржување на зеленилото од 3 милиона на 6 милиона. Зголемување имаме и кај реконструкција на улиците од 3 милиона на 10 милиона ќе имаме. Наредната година, како и нова урбана опрема, минатата година сме имале само милион денари, сега имаме 3,5 милиона. Во исто време имаме намалување на некои ставки, што претходната година, например, сме имале 40 милиона денари за улично осветлување, оваа година планираме само 29 милиона, односно сметаме дека ќе намалиме потрошувачката на електричната енергија со воведување на новите штедливи сијалици. Исто така имаме драстично намалување и кај судските решенија, сме имале 32 милиона денари, оваа година очекуваме дека ќе имаме само 5 милиона денари за исплата на судски решенија. Полека, значи, ја деблокиравме општината на 9 август и од тогаш па нааму успеавме да дојдеме готово до салдо нула по однос на обврските на општина Карпош. Почитувани граѓани, ќе имаме интензивни градежни активности. Морам да кажам дека не дестабилизира зголемената цена на електричната енергија и зголемените трошоци за улично осветлување. Значи, гледате од 13 милиона денари ни се зголеми на 40 милиона денари и ако не преземевме мерки, итни мерки, за да идеме по систем преку една сијалица, во тој случај оваа бројка ќе беше 80 милиона и денеска ние нема да имавме долг од десетина милиона денари, туку ќе имавме долг од над милион евра. Мислам дека сите ќе се сложите дека преземавме навремени чекори, да не дозволиме во ветар да ни одат парите, во исто време да заштедиме, да ги намалиме долговите, за да можеме оваа година да инвестираме во намалување на трошоците за електрична енергија, со тоа што ќе направиме штедливи светилки. Оваа инвестиција ќе биде оваа година и наредната и годината потоа, и сметаме дека до крајот на овој мандат сите светилки ќе бидат LED светилки со
управување на светлото од еден центар, значи целосно автоматизирано осветлување ќе имаме овде на територија на општина Карпош. Во исто време сакам да им заблагодарам на сите граѓани кои што имаа одредени потреби, имаа очекувања и не бевме во состојба да оствариме програмата што сме ја дале во ветувањата за изборите и не само мојата програма, туку и програмата на останатите советнички групи овде во општина Карпош. Приходите оваа година ни беа некаде околу 560 милиона, значи дури сме и над нивото од минатата 2021 година. Очекувам дека оваа година дури ќе ги зголемиме приходите, значи успеавме да имаме добри приходи и со ова во моментов што имаме антиградежна хистерија, значи ние успеваме да обезбедиме средства со кои што горе-доле успеваме да функционираме и искрен да бидам, на општината и недостасуваат некои од прилика 100 до 120 милиона денари или околу 2 милиона евра за да можеме да ги покриеме сите потреби што ги имаме, односно да имаме извонредна активност во делот на санација, изградба и реконструкција на инфраструктура, на фасади и на сите оние потреби други што ги имаме во општината Карпош. Во исто време заборавив да кажам дека за нашите млади жители, за средношколците, ги зголемивме средствата од 4 милиона и 100 на 5 милиона. Тоа е средствата за полагање на возачки испити, значи од 4 милиона 100 на 5 милиона, а тоа значи дека имаме радосна вест, нема да плаќаме 50% од сумата, туку целата 18.600 денари, значи целиот трошок за обука на средношколците ќе им биде покриен од страна на општината Карпош.